Роден на 10 мај 1980 година, потекло Свети Николе, десниот бег и голема гордост на нашата татковина. Човекот кој е инспирација како за возрастните, така и за најмалите. Име и презиме кое во 2013 година издаде и своја автобиографија со наслов «Седум». Неговите лик и дело не само што именуваат нашата историја, туку имаат удел и во меѓународната. Македонија изобилува со неверојатни таленти. Кога зборуваме за ракометот, главна асоциација е легендата Кира Лазаров. Изминатата 2018 година за македонскиот ракометен великан помина повеќе од извонредно, бидејќи повторно се најде во најтесниот избор на Европската ракометна федерација за ракометар на годината. Со оглед на тоа дека годината му беше напорна, најпрвен го прашавме дали се чувствува добро. Добро сум, благодарам. Благодарам на прашањето. Еве малце напорно. Веќе 3-4 ден со нашата ракометна македонска репрезентација. Вредно работиме, малце и уморно, меѓутоа работиме со голем ентузијазам, со големо задоволство и се надеваме дека трудот ќе ни се исплати на светското првенство. Колку што можев да забележам, сите приоѓаат до тебе и ти пружаат рака, ти честитаат на сите успеси досега. И сметам дека сите сакаат да се Кира Лазаров, меѓутоа е многу тешко да се биде Кира Лазаров. Дали се согласува со мене? Па добро, тоа е чест и привилегија ова што го слушам од вас. Се согласувам со вашето мислење и со она што го имате забележано. Меѓутоа, доколку се верува, доколку вредно се работи, доколку нешто се посакува, зашто да не се биде и Кире Лазаров. Јас имам многу малце сведоци кои биле покрај мене во текот на мојата кариера и кои што точно знаат што све сум правил за да успеам и да бидам тој што сум. Така да е тешко да се објасни, понекогаш и не сакам се да набројувам, да не излезе дека се фалам и дека сум бил голема жртва, напротив. Меѓутоа, како што кажав, не е лесно, меѓутоа доколку се сака, доколку човек е посветен, доколку вреден, дека секако дека може да се оствари. Дали се сеќаваш која беше желбата за 2018 на самиот почеток и дали ти се оствари? Видете, желби као желби ги имаме многу. Јас можам да кажам дека имав една исклучително успешна година, 2018 со подеми и со падови, меѓутоа тоа е нормално во текот на една година, не можете да бидете успешни 12 месеци, но мора да има подем и пат на формата, што професионално, што приватно. Меѓутоа задоволен сум и се надевам секогаш на подобро. Се надевам дека 2019 ќе биде уште поуспешна и до година да се видиме вака и да зборуваме за како поминала 2019 и како ќе биде 2020. Сакав да ве прашам, бидејќи многу зборуваме нели убави работи на професионално поле, меѓутоа што се случува на приватен план? Колку може да сподели Кира Лазаров сега со емисијата Ексклузив? Па на приватен план, добро е, фамилиарно сме сите во Франција. Имам 2 деца, синче и ќеркичка, кои веќе полнат сега 11 и 13 години. Брзо растат, се менуваат? Брзо растат, не знам како, брзо ми поминува некако и времето. Ти не достига ли тоа време да го проследиш кога растат децата, да не си тука? Не, па тие се со мене. Тие растат покрај мене и во ниту еден случај во мојата кариера немам дозволено каде и да сум, сум променил повеќе држави, тие да не бидат со мене, тие се мојата најголема поддршка. Така да... Значи каде и да отидеш, со себе ги носиш? Така. Што мислиш, кој ќе те наследи тебе од фамилијата, има ли таков? Па добро, видете, треба да ги оставиме децата да растат слободно, да не им наметнуваме некакви дека нешто морат да бидат, дека мора да бидат како што бил татко и спортист, едноставно сами да се определат, сами да ја донесат одлуката. Јас сум така воспитан, јас сами донесов одлуките уште од најмали години, така ќе ги воспитувам и моите деца. Ако во меѓувреме увидам нешто дека тргнале по погрешен пат, можам само да ги преусмерам и да им кажам дека тоа не е добро, меѓутоа одлуките треба сами да се ги донесуваат. Не им дозволуваш во Скопје да се враќаат? Ја реков дека одлуките сами ќе си ги донесуваат. И крајно, која е твојата честитка за луѓето кои што сега не гледаат Ексклузив, Кире Преднив и за Нова година? Па ништо, на сите граѓани на Република Македонија и посакувам среќни новогодишни и божитни празници, да бидат
пред се здрави, тоа е најважно. Доколку бидат здрави, ќе бидат и среќни, ќе бидат и успешни, да бидат реални во животот, да бидат вредни, да работат, да посакуваат работа, да веруваат во тоа што го работат и ќе немат никакви проблеми. И благодариме многу на одвоеното време и ти постакуваме многу успех. Благодарам и на вас.